Најава за денешните настани. Започнува 63-тото издание на фестивалот Охридско лето. Старите фотографии на Јонче Попстефанија сведок за животот во Охрид пред и за време на Втората светска војна. Одложено рочиштето за случајот Пендиков поради болест на првообвинетиот. Британскиот амбасадор Метју Лосон во посета на Охрид. И ова лето 24 часа бесплатно отворена библиотека за туристите. За најавените и за останатите настани од денес ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето сончево и многу топло со дневни температури во пораст и над повеќегодишниот просек за овој период од годината. Максималната ќе достигне 33 степени Целзиусови. Во четврток над Алпите во северна и североисточна Европа умерено облачно и нестабилно со локални врнежи од дожд и посвежо време. Во останатите делови од Европа претежно сончево со локална облачност и топло време. На Балканскиот полуостров во четврток претежно сончево и многу топло време. Дневните температури во пораст над повеќегодишниот просек за овој период од годината. На северна полуостровот слаби локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури на Балканот од 26 до 39 степени Целзиусови. Во Македонија во четврток тропски ден, сончево и многу топло време со температури над повеќегодишниот просек за овој период од месец јули. Ќе дува до умерен слаб западен и југозападен ветар. Утринските од 14 до 22 степени, максималните дневни температури од 32 до 41 степен, УВ индексот со вредност 9. Поради високите температури и високата вредност на УВ индексот се препорачува да се избегнува излегување на сонце од 10 до 17 часот и да се следат препораките за топлотни бранови и советите на лекарите. Во Охрид во четврток сончево и многу топло време со слаб западен ветер, минималната 16, дневната 33, а УВ индексот со вредност 9. Исто така, во петок и сабота сончево и многу топло време, минималната 17, дневната 33, а во недела продолжуваат тропските температури, сончево и многу топло време, минималната 18, дневната 33 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпа Инвест. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци. За повеќе информации посетете не во центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax, ваш доверлив финансиски партнер. Се наоѓаме на Охридскиот кеј. Интересно место, некој го приметил, некој не. Срцето на Охрид. Ова лето да го откриеме преубавиот Охрид со Скопско. Со љубов од Охрид. Но да ја чуваме ова убавина сите заедно, затоа што тоа е наша одговорност. Градот и околината да бидат чисти. Од оваа точка, од срцето на Охрид, денес ќе се упатиме кон Велестово, поточно Елен врв. Ќе направиме еко патрола, еко акција и ќе апелираме до сите да ја чуваме недопрената природа за наше добро. Ова лето да го откриеме преубавиот Охрид со Скопско. Како што најавив, сега
се упатуваме накај Велестово, поточно Елен врв. Тука е стартна точка, Билјанин извори, кај рисот и на самата табла убава порака. Понесете спомени, оставете само стапалки. Ѓубрето што го носите со вас, вратете го во најблискиот контејнер. Да ја заштитиме природата, од нас зависи. Гај еден требит, да ја зачуваме ова прекрасна природа. Ова лето 2023 у бајните на Охрид со Скопско и Тамаро. Се вративме од Велестово, поточно од Елен врв. Уживавме во природата, во прекрасниот поглед на Охрид и Охридското езеро. Ја слушавме тишината, но направивме една мини екоакција каде што собравме некој нафрлен отпад да ја зачуваме природата. Ова лето да го откриеме преубавиот Охрид со Скопско. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Низ звуците на неповторливиот сопран на најглумурозната оперска звезда на денешницата Анџела Георгију, а под диригентската палка на романскиот диригент Чипријан Теодорашку, ке се подигне завесата на 63-тото издание на најголемата музичко-сценска манифестација во земјата, фестивалот Охридско лето. Во наредните 40 фестивалски денови, Охрид ке пулсира во знакот на уметноста, а фестивалските сцени ке бидат дом на повеќе од 1000 светски уметници. Од вечерва сите патишта водат кон Охридско лето. Со гламурозниот настап на светски познатата сопранистка Анџела Георгију започнува 63-тото издание на фестивалот Охридско лето. Најгламурозната оперска звезда на денешницата Анџела Георгију ке настапи заедно со оркестарот на Националната опера и балет на Република Северна Македонија, а под диригентската палка на извонредниот романец Чипријан Теодорашку. Нејзиниот прекрасен глас ја прави сцената блескава секаде каде што настапува по светот. Се вбројува меѓу најдобрите
најголемите изведувачи во историјата на операта, со исклучителен вокал, техника и длабока драмска и музичка интелигенција. Оперската дива Анџела Георгију пристигна во неделата на меѓународниот аеродром во Скопје, причекана од амбасадорката на Романија во земјава Адела Моника Аксинте, директорката на националната установа Охридско лето Наташа Поповиќ и селекторката на музичката програма на фестивалот Бисера Чадловска. Од дирекцијата на Охридско лето велат дека годинешното издание на фестивалот ќе биде исполнето со прекрасни уметнички креации и уметници кои ќе остават свој белег во фестивалската хроника. Уметници од Македонија и 1000 уметници од над 20 земји од светот во периодот од 12 јули до 20 август за љубителите на уметноста ќе донесат 34 концерти, 7 театарски представи, а програмата ќе биде збогатена со балет, изложба на фотографија и промоции на книги. Во овие денови фестивалските сцени на Античкиот театар Долни Сарај, предворието на Света Софија, црквата Света Софија и Центарот за култура ќе бидат сцените на кои своето видување за уметноста ќе го презентираат уметници од Србија, Чешка, Италија, Словенија, Полска, Франција, Турција, Израел, Соединетите Американски држави, Украина, Шпанија, Црна Гора, Грција, Германија, Романија, Португалија и Египет, вели директорката на националната установа Охридско лето Наташа Поповиќ. Со палење на фестивалскиот оган, фестивалот за отворен ќе го прогласи председателот на Република Северна Македонија Стево Пендаровски, кој е и покровител на оваа најголема музичко-сценска манифестација во земјава и регионот, а обраќање ќе има и министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска. Фестивалот од годинава преку соработката со Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот и официјално станува дел од активностите за брендирање на нашата земја како туристичка дестинација. Старите фотографии на охридскиот сликар Јонче Поп Стефанија го живеа Охрид во периодот пред и за време на Втората светска војна. Изложбата на универзитетскиот професор Роберт Јанкуловски, изработено од негативите на познатиот охридски сликар, пред скоро еден век предизвикаа голем интерес кај јавноста. Изложбата ја сочинуваа 33 вредни фотографии, отпечатени на архивска хартија, кои имаат документирана вредност и представува културно богатство. Старите фотографии на Јонче Поп Стефанија го живеа Охрид во периодот 1940 до 45 година. Изложбата во куќата на Уранија на универзитетскиот професор Роберт Јанкуловски, изработена од негативите на познатиот охридски сликар пред скоро еден век, предизвика голем интерес кај јавноста. Фотографиите се сведоштво на животот на обичниот човек во Охрид пред почетокот на Втората светска војна. Изложбата ја сочинуваат 33 вредни фотографии отпечатени на архивска хартија, кои имаат документарна вредност и представуваат вредно културно богатство. Од целокупното творештво на Јонче Поп Стефанија, охридски да се изразам, е една капка од езерото. Значи, една капка од неговите, еден дел од неговите фотографии, изложени се 33 фотографии, и при изборот јас гледав да има најразлични пристапи и најразлични теми од овој период. Тука многу интересни се фотографиите кои што се снимени на плажите во Охрид, пристаништето, пристигнување на бугарски, германски, италијански војници, партизаните кои дошле 44 година овде, како и животот по кафеаните, улиците, портрети на деца, на луѓе. Семејството Поп Стефанија има желба заборавените стари негативи да станат фотографии и да бидат достапни за јавноста. Јас имав една добра колекција од појќе пакети на негативи и решиме да направиме некоја соработка. Тие овие негативи да ја видат светлината на денот, да најдеме низ тие многу работи кои што се со некаков израз уметнички, документарен. Војко Јонче имаше нешто особено. Што беше тоа особено? Тој знаеше да сними детали. Тој како да знаеш дека еднаш во времето понатака што следи, фотографијата ќе стане уметничко дело. Тој тоа не знаеше, а го чувствуваше.
Изложбата Охрид 1940-45 ќе биде представена и во Битола, а во иднина се планира да се дополни колекцијата со вредни фотографии од Јонче Поп Стефанија и да се изработи монографија. Како дел од овој проект беа исчистени, препакувани, дигитализирани и дигитално реставрирани 1025 негативи од фотографската збирка на Поп Стефанија. Градоначалникот Пецаков оствари средба со британскиот амбасадор Метју Лосон. Амбасадорот и градоначалникот ја потенцираа веќе добро воспоставената меѓусебна соработка и истакнаа дека кај двете страни има волја за надоградување. Британскиот амбасадор Метју Лосон денес оствари официјална средба со градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков. Ова е прва официјална посета на британскиот амбасадор на Охрид. На средбата соговорниците разговараа за предизвиците со кои се соочува Охрид. Градоначалникот Пецаков истакна дека како локална самоуправа се подготвени за справување со истите и воедно паралелно реализирање на зацртаните проекти. Тој на амбасадорот му ги презентира тековните и проектите кои ќе се реализираат во наредниот период. Разговараа и за УНЕСКО и исполнувањето на препораките. Градоначалникот го увери амбасадорот дека Охрид се движи во правилна насока и се надева дека со ангажирање на сите засегнати страни ќе се добие посакуваниот резултат. Беше разговарано и за заштитата на животната средина и заштитата на Охридското езеро. Се разговараше за продлабочување на соработката во областа на туризмот преку организирање на промоции во Британија, како и за проширување на директните авиолинии. Амбасадорот и градоначалникот ја потенцираа веќе добро воспоставената меѓусебна соработка и истакнаа дека кај двете страни има волја за надоградување. Одложено денешното рочиште за случајот Пендиков, бидејќи во судница не се појави обвинетиот Илија Спасески поради здравствени причини. Пендиков денес се враќа во Софија, а следно рочиште од судскиот спор за нападот на Христијан Пендиков е закажано на 21 септември. Одложено денешното рочиште за случајот Пендиков поради отсуство на обвинетиот Илија Спасески. Неговиот адвокат Димитрија Цобовски пред судот презентираше медицинска документација во која е наведена диагноза тромбофлебит. Адвокатот на оштетениот Христијан Пендиков, Стефан Камишевски, рече дека отсуството на обвинетиот доволно зборува за намерата на неговата одбрана. Додаде дека Пендиков се уште има последици, дека се лекува од повредите, а добива и закани кои ги пријавиле во полиција. Тој не му дозволи на својот клиент да одговори на прашањето на новинарите дали мотивот за тепачката е неговата национална припадност или пак станува збор за стари нерасчистени сметки меѓу Христијан Пендиков и Илија Спасески. Дали се знае или не се знае на таа околност, Пендиков има даден одговор во обвинителството и ќе даде одговор пред судот во постапката кога ќе биде сослушуван во својство на оштетен. Една работа е давање изјава на новинари, а друга работа е давање исказ пред суд. Затоа ве молам, ќе имате можност, се надевам дека ќе имате можност во септември на 21 да го слушнете одговорот на тоа прашање во судницата. Илија Спасески е обвинет за напад од омраза со тешки повреди. Според обвинението на тепачката што се случила на 19 јануари на паркинг во Охрид и предходела вербална расправија кога во угостителски објект Спасевски наводно го навредил Пендиков на национална основа. Пендиков денес кажа дека се уште добива закани за што ги информирал институциите. Добивам на месенџер, на Инстаграм, социјални мрежи, закани на коментари, си читаме закани кај што сака да не убиет, така да не се чувствувам окей. Пријавено е во полиција и пред месеци и сега пред брзо е пријавено, редовно си пријавуваме, пријавено е во ОСЦЕ, пријавено е сегде. Се надевам дека тој ме нанапред. Имаме некој поотворено мислење, не треба да се тепаме заради некој национално чувство. Се деси инцидент, се надевам да не се повтори за никој. Ради тоа што не е убаво никој да е тепан и малоложен ради своја национална припадност. Пендиков денес се враќа во Софија бидејќи се уште траело неговото лекување. Следното рочиште од судскиот спор за нападот на Христијан Пендиков е закажано за 21 септември. Во Охрид функционира отворена библиотека 24 часа. Принципот е едноставен, гостите ќе можат да позајмат, но и да разменат и остават своји книги, велат од библиотеката. Во Охрид функционира отворена библиотека 24 часа. Од денеска до почетокот на октомври, повторно пред влезот на Националната установа библиотека Григор Прличев во Охрид е отворено бесплатно книжевно катче кое ќе функционира 24 часа.
Лани го имавме првото искуство од овој вид и охрабрени од позитивните реакции на домашните и странските туристи, еве, по втор пат се одлучивме да профункционира отворената бесплатна библиотека, велат од оваа установа. Трезорот на библиотеката е богат со странска литература, особено на англиски и германски јазик, но и на мноштво други јазици. Принципот е едноставен. Гостите ќе можат да позајмат, но и да разменат и остават своји книги на ново изработените полици за оваа намена. Контингентот книги, кој секојдневно и по потреба ќе се надополнува, е составен од донации на читатели. На овој начин на туристите ќе им се овозможи одморот да го поминат во дружба со книгата, додаваат од библиотеката. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Украинскиот председател Володомир Зеленски пристигна на вториот ден од самитот на НАТО во Вилнус, главниот град на Литванија, за време на кој ќе се разговара за барањата на Украина за пристапување во Алијансата. Зеленски рече дека има 3 клучни точки на маса: прискокнување на акцијскиот план за членство, формирање на Совет НАТО Украина и натамошна воена помош за војната со Русија. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг на почетокот од денешната пресконференција со Зеленски потврди дека Украина ќе стане членка на Алијансата. Се договоривме за пакет од 3 дела што ја приближува Украина до НАТО. Повеќе кратна програма за практична помош, формирање нов совет што ќе ги поврзе НАТО и Украина и потврда дека Украина ќе стане членка на НАТО, но и укинување на условот за членство, односно акцијскиот план за членство, посочи Столтенберг. Топлотниот бран која зафати Европа го зеде првиот живот во Италија, а туристите кои летуваат на Медитеранот се подготвуваат за температури до 45 степени. 44 годишен работник починал во Лодика и Милано по болест најверојатно предизвикана од жештините. Цртал патокази во внатрешноста на еколошката зона на патот кога предпладне му се слошило. Според италијанските медиуми, тогаш бил и најтоплиот дел од денот, при што во многу градови биле забележани 40 степени. Во Рим вчера беа измерени 36 степени. Топлиот бран нема да забиколи ни Грција, каде во наредните денови се очекуваат 44 рекордни степени Целзиусови. Чадори ќе бидат поставени на Акропол во Атина поради извештаите за онесвестување на туристи на оваа популарна локација. Црвениот крст ќе биде таму, ќе нуди вода на посетителите, додека луѓето чекаат на жештината да го посетат Партенон. Во меѓувреме на Кипар температурите ќе се искачат до 42, во Хрватска се очекуваат 38, а кон крајот на неделата Франција ќе се соочи со температури до 37 степени. Метеоролозите очекуваат топлото време на Медитеранот да трае околу 2 недели. Најмалку 34 лица, меѓу кои деца, загинаа во случајно гранатирање на пазар во суданскиот град Омдурман, соопштија државните здравствени власти. За сега не се знае кој го извршил нападот, пишува BBC. Најмалку 45 луѓе беа претходно убиени во напад во истиот град во саботата на 8 јули. Судирите меѓу суданската армија и паравоените сили траат 3 месеци, а до сега се убиени повеќе од 3000 луѓе. Авион на Hala Airlines на лет од градот Гарова, кој се случил вчера, излетал од писта и удрил во метална ограда при слетување во сомалискиот град Могадишу. Од силината на ударот авионот се свртил за 180 степени, а делови од авионот летали околу местото на несреќата. Aviation Source News јавува дека во авионот имало 34 патници и членови на екипажот, од кои неколку се полесно повредени. Во несреќата нема загинати, освен полесни повреди, накратко соопшти од Сомалиската управа за цивилна авиација. Пилотот не пријавил никакви проблеми во контролната кула за летање пред инцидентот. Исмаил Мохамод од Hala Airlines изјавил за Гласот на Америка дека резултатите од истрагата ќе бидат објавени подоцна. Сега работиме на прашањето за авионот, изјавил тој во краток телефонски разговор. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Имајте пријатен ден.